Слушна и виде цела Македонија, ама слушна и виде и Струмица, како се одлучуваше во Државната изборна комисија и каква одлука се донесе за Струмица. Ова го нема никаде на светот. Ова е невидена работа. Поголема дрскост и безобразлук не постои. На кукавички и вулгарен начин имаат намера да го нападнат цензусот за мојата победа во првиот круг. Значи, за цензусот се работи. Оти се многу далеко од победата. Прифатени се трите приговори на ВМРО ДПМН за Струмица, а 400 такви и поголеми во цела Македонија се одбиени. Почитуваниот управен суд сега е наред да се изјасни. Ќе ја почекаме одлуката. Јас знам дека ова е понижување за тебе, Струмицо моја. Газење на честа на сите нас струмичани, но и валкан и гнасен удар врз цела Македонија. Убеден сум дека прегласувањето само на трите избирачки места ќе ја зголеми уште повеќе победата. Сега граѓаните од трите избирачки места 17-27, 17-30 и 17-34 ќе одлучуваат за цела Струмица, но ќе одлучуваат и за достоинството и образот на Република Македонија. Очекувам многу поголема разлика на овие три гласачки места од претходната разлика. Со тоа ќе докажеме дека Струмица е островот на слободата во цела Македонија, која буквално е поробена од оваа власт. Повелете ако има прашања. Анđелче, власта не игра добро. Сами го рекош тоа. Дали нема некој порадикален начин да го врати? Јас, како лидер во Струмица, а влијателен политичар во цела Македонија, би бил исти како нив, ако размислувам на поинакви начини, освен демократските начини кои што доликуваат на мојата и нашата Република Македонија. Јас сум апсолутно убеден, ако досега на овие три гласачки места имавме разлика од 402 гласа, 1436 на 1034, ќе ја дуплираме, дај Боже, и триплираме. Зошто? Не заради заев, заради дрскоста на власта кон граѓаните, кон гласачите, кон цела Република Македонија. И тоа ќе го покажеме, сум повеќе од убеден. Повелете. Значи, студентите сматат дека има вторник. Дали вторник или прегласување? Апсолутно. Се работи за напор за напаѓање на цензусот. До победата е многу далеко. На овие три гласачки места, буквално, треба да се чуди немало, да се случи немало, големо чудо, за да се предизвика нарушување на цензусот. Теоретски не е возможна победа на ВМРО. Ако успеат со такво големо, огромно чудо да го нарушат цензусот, дури тогаш ќе има втор круг. Тоа е невозможно според мене. Јас ја познавам Струмица, ги знам граѓаните. Тоа значи да од корпусот на гласови за заев, оти ќе се гласа само за градоначалник. Советот не е дискутабилен, нема приговори за совет. Од целиот овој корпус на гласови за заев треба да одземат 80 до 90% од гласовите и да одат на нивно конто. Тоа е невозможно. Ние имаме таму некаде повеќе од 70% активисти и членови на СДСМ и подржувачи на заев од вкупниот број на добиени наши гласови. Затоа велам, срамот е голем. Теоретски не може да успеат никако. Така е, во рок од 24 часа имаме право на жалба до управен суд, која што во моментот нашиот правен комитет и правните комисии ја подготвуваат и во законскиот рок ќе биде поднесено. За 48 часа управниот суд треба да се изјасни. Нејзините одлуките на управниот суд се објавуваат на веб страната на управниот суд. Јас сум непоправлив верувач во системот на оваа наша земја. И верувам дека ќе донесат мудра, правична одлука како управен суд. Но како и да е, јас сум должен да се подготвам на предизвикот гласање во три избирачки места и да докажам дека ова не поминува никаде. Посебно не во Струмица.